Драги ученици, добар ден и добро дојдовте во видеолекцијата на нашата училница. На почетокот да се представам. Јас сум Александра Гулевска, наставник по оделенска настава од Основното училиште Живко Брајковски од Скопје. Овој видеозапис е наменет за учениците од четврто одделение македонски јазик и трае отприлика 15 минути. Денес ќе учиме за род и број кај именките. А за работа ни се потребни молив, црвена бојца, тетрадка по линии или бел лист А4 формат. Можете да го паузирате видеото за да го подготвите материјалот што ви е потребен за работа. Ако сме спремни, можеме да започнеме заедно. На самиот почеток да се потсетиме општо за именки. Стопирайте го видеото и одговорете во тетрадка. Што се именки? Се надевам дека вашиот одговор е точен, а тој гласи. Именки се зборови со кои ги именуваме сите суштества. Тука спаѓаат луѓето, животните и растенијата. Потоа предметите, појавите, но исто така и се оно што можеме да го замислиме и чувствуваме. Ајде да се обидеме. На страната ќе се појават 5 реченици, кои вие треба да ги запишете во вашата тетрадка, а потоа со црвена бојца да ги подлечете именките. Доколку немате црвена бојца, може да користите боја која што ја имате. За да ги препишете речениците, повторно паузирајте го видеото. Првата реченица. Јасна го вози својот розев тротинет. Втората. Зеленото дрво има најубава сенка. Третата гласи. Во мојот аквариум има 3 златни риби. Четвртата. Моја среќа си ти. И последната, односно петата реченица, гласи. Сонував дека сум волшебник во Вселената. Откако ги препишавте речениците и ги обележавте именките, сега да направиме проверка. Во првата реченица се сретнуваме со две именки. Првата е јасна, сопствена именка, а втората е тротинет, кое што е име на предмет. Во втората реченица именки се дрво, тоа е име на растение, и сенка, тоа е име на појава. Третата реченица. Повторно имаме две именки. Првата е аквариум, име на предмет. Втората е риби, тоа е име на животно, односно суштества. Четвртата реченица. Една именка, среќа, име на оно што може да го почувствуваме. Ние може да чувствуваме среќа, радост, тага, жал и така натака. Последната реченица, односно петата, повторно имаме две именки. Волшебник и Вселената. Овие две именки се имиња на она што можеме да го замислиме. На екранот можеме да погледнеме 3 слики. Што гледаме на првата слика, што гледаме на втората слика и што гледаме на третата слика. Сигурно сум дека веќе изговарате и пред мене. Првата слика ќе именуваме маж. Велиме тој маж. Втората слика ќе именуваме жена. Таа жена. И третата слика ја именуваме дете. Ова се трите рода кои постојат во именките. За полесно да ги определиме се служиме со зборовите тој, таа и тоа. Следи една табела, каде што тоа можеме визуелно подобро да го видиме. Зборот маж е од машки род. Именките од машки род ги препознаваме со помош на зборот тој. Велиме тој маж. Потоа, зборот жена е од женски род. Именките од женски род ги препознаваме со помош на зборот таа. Велиме таа жена. Зборот дете, без разлика дали е женско или машко, е среден род. Именките од среден род ги препознаваме со помош на зборот тоа. Сега предлагам да погледнеме илустрации за да полесно ги определиме и одделиме родовите еден од друг. Започнуваме со машкиот род, кој што го определуваме со помош на зборот тој. Првата илустрација ни е лав. Велиме тој лав. Понатака следи џеп. Тој џеп. Третата слика ни е слика од дап. Велиме тој дап. Понатака мачор, кој што ни е многу добро познат, за него велиме тој мачор.
И последната слика ни е слика од кревет и велиме тој кревет. Сега следат илустрации кои што ни го прикажуваат женскиот род. Ако во првата слика од машки род беше лав, сега тука е лавица. Велиме таа лавица. Понатака следи таа кошула, таа ела, таа мачка и таа маса. Ова се 5 именки од женски род. И следи среден род, збор кој што ни помага да го определиме е тоа. Ако во машки род беше лав, во женски род лавица, во среден род ќе биде лавче. Велиме тоа лавче, кое што ни е познато на сите. Следи тоа венче. Понатака. На оваа слика го имаме предвесникот на пролета. Тоа е едно многу убаво кокиче. Велиме тоа кокиче. Сега следи мало маче. За него велиме тоа маче. И во последната илустрација, тоа ни е илустрација на слика од столче и велиме тоа столче. Значи, треба да запомниме дека кај именките постојат 3 рода, а тоа се машки, женски и среден род. Додека на глас ги изговаравме прикажаните слики, секој од вас може примети дека именките од машки род најчесто завршуваат со некоја согласка. Но, во одредени случаи може да заврши на самогласка. Пример, судија, владика, татко, стрико, вујко. Дали приметувате дека судија и владика завршуваат на а? Меѓутоа, за да ги определиме, велиме тој судија, тој владика, тоа се именки од машки род. Понатака, татко, стрико, вујко завршуваат со о, меѓутоа ги определуваме со помош на зборот тој. Велиме тој татко, тој стрико, тој вујко. Потоа, именките од женски род најчесто ја земаат наставката а, меѓутоа има случаеви кои завршуваат со согласка. Пример, радост завршува со согласка, меѓутоа велиме таа радост, тоа е именка од женски род. Понатака, пот, велиме таа пот, а завршува со т, тоа е исто согласка. Потоа има именки од женски род кои што завршуваат со е. Лиле, маре, велиме таа лиле, таа маре и така натака. Додека од средниот род најчесто завршуваат, односно ги земаат наставките о или е. Некогаш може и да се сретнете со некои именки кои може да ги определите и со тој, и со таа, што значи постојат именки кои може да бидат и од машки, но и од женски род. Таков пример ни е зборот вар. Правилно е ако го определиме со тој вар, меѓутоа правилно е ако го определиме и со таа вар. Потоа, пепел. Точно е ако го определиме со тој пепел, но исто така точно е и доколку го определиме со таа пепел. И од машки и од женски род. Понатака жар, велиме тој жар, но исто така точно е доколку кажеме и таа жар. Овие исклучоци треба да ги знаете, затоа што може да се сретнете во некои текстови со овие именки и на овој начин ја што ви ги споменав, вие лесно ќе можете да го определите родот на овие именки. Идеме со следниот слайд. Бидејќи научивме да го определиме родот кај именките, се потсетивме општо за именки, следи да научиме и за број кај именките, меѓутоа јас сум сигурна дека вие многу добро се сеќавате за бројот кај именките, бидејќи го учевме и минатата година и се сеќавате дека во бројот на именките има два броја. Односно, тоа се еднина и множина. Еднина ни представува име на еден предмет, пример, еден стол, една маса, еден дедо, една круша, додека
Множина ни представува име на повеќе предмети. Например, повеќе столови, маси, дедовци, круши и така натака. Многу битно што треба да го знаете дека сопствените именки, например твоето име драг ученику, моето име Александра, потоа името на нашиот град Скопје, Миле, Европа, Јасна и така натака, не образуваат множина. Значи, сопствените именки никогаш не образуваат множина. Откако во овој видеозапис научивме и за родот и за бројот кај именките, следи домашната работа, која сум сигурна дека со голема леснотија ќе изработите самостојно. За таа цел потребен ќе ви биде и линиер со кој полесно ќе ја нацртате табелата која што следи сега. Ја имаме на слика на екранов и треба да направите неколку реда и неколку колони. Во првиот ред пишувате именки, потоа во вториот ред пишувате род и број. Родот го делите во 3 колони. Тоа е машки, женски и среден род, додека бројот го делите во 2 колони, а тоа е еднина и множина. Пишувате онолку редови колку што има именки. Именки кои што сум ги напишала јас, а треба да точно да ги определите и вметнете во полињата на табелата се автомобил, пчела, улица, прасе, дожд, село, ташна, внуче, верверичка, ранец, мисли, табла, улици, реки и монитори. На почеток, јас ќе ви помогнам со првата именка, а тоа е автомобил. За да го определиме автомобил, велиме тој автомобил, таа автомобил или може би тоа автомобил. Јас сум сигурна дека веќе одговарате и дека зборот автомобил, односно именката автомобил, ќе вметнете во полето кај машки род. За да определиме во кој број е автомобил, велиме еден автомобил или повеќе автомобил. Сигурна сум дека повторно на глас изговарате и го запишувате автомобил во полето кај еднина. Сега следи работа за вас. Останатите именки убаво најпрво ќе ги запишете во тетрадката. Па потоа, убаво ќе размислите, а потоа на крајот ќе ги запишете во точното поле. Откако ќе ги напишете сите именки, можете да се консултирате со некој возрастен кој што ќе одреди точноста на вашите одговори. Доколку имате некој погрешен одговор, слободно можете да го коригирате. Од мене толку, со лесно нека ви е. Поздрав и имајте убав ден. Довидување.